Се штеди на храна за да се платат сметките за струја и греење. 1/3 од населението според истражувањето на аналитика се изјаснило како енергетски сиромашно, проблем што ќе станува уште поголем ако државата не преземе мерки со кои ќе им помогне на најранливите. Според последните податоци, 37% од граѓаните се незадоволни од оцнењето на сметките за вода, 62% се незадоволни од испораката на струја, односно од ненавременото читање на броилата, а дури 60% од луѓето се незадоволни од како што велат лошите услуги на јавните претпријатија. Бројките зборуваат дека сме некаде меѓу 25 и 30% од населението ние во енергетска сиромаштија и тоа не се само оние луѓе кои што по дефиниција се под прагот на сиромаштијата, туку многу од луѓето кои што се да речеме материјално депривирани или живеат во семејства со ниска економска активност, влегуваат во таа енергетска сиромаштија заради недостатокот на пари да ги обслужат нели плаќањата поврзани со енергија во домот. За да се обезбеди подобра услуга за граѓаните мора да има систем кој ќе работи на тоа, а за жал кај нас ништо од тоа не функционира. За луѓето да не мора да кратат на храна, лекови или превоза да ги покријат трошоците за енергија, експертите бараат државата да има поголема контрола врз енергетскиот систем, но секако и подобра социјална заштита. Енергетска сиромаштија треба да зема централно место во агендата во државата. Имено не е проблем кој што може да се таргетира со неколку субвенции, да се даде одредена финансиска поддршка на мал број на граѓани, туку се работи на подобрување на системот за социјална заштита. И додека ранливите категории граѓани едва крпат крај со крај и не знаат како да го истуркаат месецот, владата ја нема никаде за да најде начин како да им помогне на овие луѓе. Инаку Македонија е лидер во регионот кога е во прашање бројот на сиромашни семејства, па така околу 440.000 граѓани живеат во сиромаштија. Доказ за зголемувањето на бројот на сиромашни во земјава е и растот на социјалните случаи, кои за период од 2 години дополнете со дури 9.000 сиромашни семејства.